Денес ќе зборуваме за еден моќен психолошки процес, еден што создава навики, стравови, па дури и љубов, честопати без воопшто да сме свесни за тоа. Добре дојдовте во светот на класичното условување, каде ќе ги истражиме невидливите жици кои поврзуваат голем дел од нашето однесување. Ајде да почнеме со нешто што на сите ни е познато. Тој звук, таа вибрација. Зошто постои речиси рефлексна потреба веднаш да се зграпчи телефонот? Сигурно се случило и да се почувствува онаа фантомска вибрација, кога сме убедени дека телефонот вибрирал, а всушност ништо не се случило. Епа, верувајте, ова не е случајност. Тоа е совршен, модерен пример за еден од најстарите психолошки принципи на дело. Одговорот лежи во самиот дизајн на нашиот мозок. Може да се замисли како една огромна машина за поврзување. Постојано и најчесто несвесно, тој бара шеми и ги поврзува настаните што се случуваат заедно. Затоа, реакциите кога посегнувањето по телефонот не се беш свесни избори. Тие се научени, автоматски одговори кои се врежале во нас преку безброј повторувања. А како воопшто го откривме сето ова? Па, приказната не започнува во кабинет на психолог, туку сосема случајно во една лабораторија на почетокот на 20 век. И сето тоа благодарение на еден многу љубопитен научник и неколку гладни кучиња. Иронијата е во тоа што човекот кој го откри еден од темелите на психологијата, Иван Павлов, воопшто не бил психолог. Тој бил руски физиолог, дури и добитник на Нобелова награда, ама за неговото истражување на дигестивниот систем. Но, токму додека го проучувал варењето на храната кај кучињата, забележал нешто многу чудно што го одведо во сосема неочекуван правец. Еве што го заинтригирало. Павлов забележал дека кучињата почнувале да лачат плунка пред воопшто да ја видат храната. Реагирале само на погледот на лабораторискиот асистент кој им ја носел храната, или пак на звукот на неговите чекори. Ово немало никаква логика од аспект на дигестијата. Тој го нарекол овој феномен психички секреции и веднаш сватил дека налетал на нешто многу подлабоко. Механизам за тоа како мозокот всушност учи и предвидува. Добро, ајде да го разложиме неговиот гениален, но едноставен експеримент. На почетокот, пред условувањето, работите се јасни. Ако задзвоните со звонче, кучето не реагира. Звончето е неутрално, не значи ништо. Ако му дадете храна, секако ќе почне да лачи плунка. Тоа е природен рефлекс. Но тука доаѓа клучниот дел, за време на условувањето. Павлов почнал постојано да звони со звончето, само една секунда пред да ја даде храната. Повторно и повторно. Мозокот на кучето почнал да ја прави врската. И резултатот бил неверојатен. По доволно повторувања, Павлов можел едноставно да задзвони со звончето и без воопшто да има храна наоколу, кучето почнувало да лачи плунка. Еден сосема неутрален звук сега предизвикувал вистинска мерлива физиолошка реакција. Во мозокот на кучето била создадена сосема нова, научена, невидлива жица. Значи, како точно функционира ова? За да го разбереме целосно процесот, не само кај кучињата, туку и кај луѓето, треба да се запознаеме со 5 клучни термини. Може би звучат малку технички, но ветувам, идејата за нив е многу едноставна. Ајде да ја погледнеме табелава. Се започнува со безусловни работи. Оние кои се природни, не мора да се учат. Храната е безусловна дразба, а лачењето плунка како одговор на храната е безусловна реакција. Тоа е вроден рефлекс. Звончето на почетокот е неутрална дразба, не значи ама баш ништо. Но кога ќе се спари со храната, се случува магијата. Звончето станува условна дразба, а лачењето плунка само на звукот на звончето станува условна реакција. Само запаметете го ова. Зборот условно е всушност само друг збор за научено. Толку е едноставно. Но ова е многу повеќе од лачење плунка кај кучињата. Вистинското прашање е, што ако овој ист, едноставен механизам може да ги обликува и нашите најдалбоки и најкомплексни емоции? Што ако, например, може да создаде страв? И тука на сцена стапува Џон Б. Вотсон, еден од основателите на бихевиоризмот. Тој имал една прилично радикална идеја, совршено сумирана во овој негов познат цитат.
Во суштина, тој верувал дека никој не се раѓа како лекар, уметник или крадец, туку дека околината не обликува да станеме тоа што сме. И бил решен да го докаже тоа со еден многу контроверзен експеримент. Во еден од најпознатите и денес апсолутно етички незамисливи експерименти во историјата на психологијата, Вотсон зел едно 11-месечно бебе, познато само како малиот Алберт. Неговата цел била едноставна, но и застрашувачка. Да докаже дека може да го научи бебето да се плаши од нешто, од што претходно воопшто не се плашало. Еве како изгледал тој застрашувачки процес. Прво, на малиот Алберт му покажале бел стаорец. Бебето било љубопитно, дури и сакало да се игра со него. Значи, стаорецот бил неутрална дразба. Потоа, секогаш кога Алберт ке посегнал по стаорецот, Вотсон ќе удрил со чекан по челична шипка веднаш зад неговата глава, создавајќи ужасно силен застрашувачки звук. Звукот секако е безусловна дразба, која природно предизвикува страв кај секое бебе. По само неколку вакви спарувања, резултатот бил постигнат. Самиот поглед на белиот стаорец, без никаков звук, бил доволен за да го расплаче Алберт. Но тука приказната станува уште повознемирувачка, но и поинтересна за науката. Стравот не останал ограничен само на белиот стаорец. Тој се проширил. Алберт почнал да покажува страв и од други бели крзнени предмети, зајак, бело куче, па дори и од памучната брада на маската на Дедо Мраз. Овој важен феномен се нарекува генерализација, кога научената реакција се пренесува на се што е слично на оригиналната дразба. Добро, доволно за историските лаборатории. Ајде да се вратиме во 21. век. Каде го гледаме овој моќен, несвестен механизам на дело во нашиот секојдневен живот? Краткиот одговор е апсолутно насекаде. Ајде да се вратиме на телефонот и да го разложиме точно според правилата на Павлов. Кога првпат се купува телефонот, звукот за нотификација не значи апсолутно ништо. Тој е неутрална дразба. Но што се случува? Тој звук постојано се спарува со нешто потенцијално интересно или важно. Порака, лајк, мејл, тоа е безусловна дразба која предизвикува мала доза на возбуда. По некое време, самиот звук станува условна дразба и предизвикува мало чувство на исчекување, надеж или дури анксиозност. Тоа е совршен пример за класично условување на дело. И ова е насекаде околу нас. Навистина, многу фобии се раѓаат токму вака. Едно трауматично искуство, како сообраќајна несреќа, може да го поврезе неутралното возење со силен страв. Целата маркетинг индустрија се базира на ова, поврзувајќи ги своите производи со слики и звуци на среќа, убавина и успех. Дури и нашата врска со храната, кога мирисот на цимет не враќа во детството или кога мирисот на одреден пијалак предизвикува мачнина само од сеќавање на лоша ноќ, сето тоа се моќни научени асоцијации. Но овој процес не е секогаш толку едноставен. Постојат одредени правила на игра кои одредуваат колку силни ќе бидат овие асоцијации и како тие може да се променат или дури да исчезнат со текот на времето. Веќе зборувавме за генерализација со малиот Алберт, кога стравот се проширил. Но постои и спротивен процес – дискриминација. Тоа е кога се учи да се прави фина разлика. Например, кучето може би скока од радост кога ќе го слушне звукот на автомобилот на собственикот, но останува мирно кога ќе помине кој било друг автомобил. Тоа е затоа што научило да го дискриминира и да го препознае само специфичниот звук кој значи дека некој се враќа дома. Важно е да се знае и дека овие асоцијации не се вечни. Може да се одучат. Ако Павлов продолжи да звони со звончето, но никогаш повеќе не даде храна, реакцијата на кучето полека ќе исчезне. Ова се нарекува изгаснување. Но интересно е што, дури и по изгаснувањето, по некое време пауза, звукот на звончето може повторно, спонтано, да предизвика слаба реакција, како ехо од минатото. И сето ова не носи до клучната поента. Сакаме да мислиме дека сме рационални суштества кои носат свесни одлуки. Но вистината е дека голем, огромен дел од она што го правиме, чувствуваме и сакаме, не е резултат на свесен избор. Водено е до овие невидливи, автоматски асоцијации кои сме ги изградиле во текот на целиот живот. И така, останува едно прашање за размислување. Следниот пат кога ќе се слушне почетокот на некоја стара песна и ќе се појави некое чувство,
или кога мирисот на утринското кафе ќе предизвика чувство на удобност, вреди да се застане за миг и да се запрашаме. Која невидлива асоциација, создадена некогаш одамна, што туку го обликуваш овој момент? Кои се невидливите жици кои го диктира однесувањето денес?